Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што ви најавив и на Facebook и деноиве, гостин во емисијата ми е младата Мартина. Мартина, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Многу ми е мило на поканата. Се надевам дека ќе направиме еден многу продуктивен муабет и едва чекам да почнеме. Супер. Опушти се. Ти си една од ретките особи кои сум ги поканил овдека во емисија да не знам ништо за нив. Само две работи прочитав за тебе како наслов. Едното е дека си прогласена за личност на годината според Нова Македонија за 2015-та. Се мислев дали беше 14-та или 15-та, нешто многу сувопарно и ќе ти кажам зошто. И второ, насловот дека си најмлад ментор на НАСА. Така. Единствено што нешто малце исчепкав е дека имаш две дипломи и третата е на пат. Ништо не знам за тебе. И влегов со тој ризик, буквално не сум те видел ни во медиум, ни ништо. Погледнав неколку твои фотографии од твојот Facebook профил и останав вџашен од твојата екстравагантност и спектакуларен изглед, како и бидејќи ми беше не спојува и ретко ми се спојуваат 3 дипломи. Сите ми го викаат тоа. Да. Сега ме интересира целата приказна околу тебе, твоето CV, кај си, што си и така натаму, па сакам да те запознавам малце, а на тој начин и гледачите. Нема проблем, немој да се плашиш, не сум толку опасна. Делувам уплашено, да, може. Јаки жени делуваат така на мене. Се шегувам. Така, тоа што си го прочитал за мене е точно. Да ја почнам својата приказна, би ја почнала со едно подрагите нешта за мене, тоа е NASA Space Apps надпреварите, на кој што моментално сум најмал ментор. Имено кога бев прва година на факултет, како стипендист на Технолошко-металуршкиот факултет, каде што изучувам инженерство на материјали и нанотехнологии, имаше конкурс за NASA Space Apps Challenge надпревар. Се пријавив на тој надпревар, имаше доста реномирани компании, асистенти на други факултети пријавено. Ние бевме таму најмладиот тим, го освоивме првото место. Имаат и фан страна NASA Space Apps Challenge Македонија, тоест Маседонија. По таа победа се надогради во Newmans Академијата, каде што добив стипендија за да изучувам мехатроника, роботика и ембедед системи. Ја завршив таа. Тайм-аут. Ова си го научила наизуст, очигледно имаш доста овакво. Редовни прашања. Ја веќе ти изгубив негде дека си била стипендист и така натаму. Така. Прво, каде заврши средно? Во Кичево. Во Мирко Милевски, во мојата гимназија, Кичевска единствена гимназија. Како ти одеше на тебе? тоа време? Бев оличен ученик, сите петки, и бев многу проактивна во невладини организации, во клубови, во драми, во се што можеше да се прави, јас волонтирав и го правев. Од Црвен крст до, не знам, сите иницијативи за подобрување на младите, на животот, на создавање на кино, на фотографија, на се што можеше, јас пробував да се пронедам себе. Имав така шарен пат. Видиш, што е интересна реченица, се пронедам себе. Бидејќи до завршување на гимназија човек се мисли што ми иде, јазик ли ми иде, дали ми иде наука, дали ми иде математика, физика, хемија и така натаму. Што тебе во тоа лутање, како ти дојде до факултетот каде што се запиша? Повтори, на кој факултет се запиша? Технолошко-металуршки факултет. Технолошко-металуршки факултет во Македонија, во Скопје. Добро? Имаше нови смерови, инженерство на материјали и нанотехнологија е смерот што го изучувам јас. Поздрав до цела катедра на технолошки, супер професори. Поздрав до сите студенти, до сите мои колеги. Чао. Имаше надпревар за наноматеријали, материјали на еднината на кој што се пријави во средно. Па така се запишав и на факултетот затоа што беше нов, иновативен и доста перспективен. Сега кај мене има една поделба на личност, каде што имам јас незаситен уметнички дел и незаситен инженерски дел. И не можам да живеам ниту едно, ниту без едно, ниту без друго. Мене сите ми викале цел живот, не, ти мора да се одлучиш или лево или десно, или црно или бело. Јас сум во таа некоја сива маса каде што сакам и од едното и од другото. Кога се засетам од премногу учење, јас мора да бидам креативна затоа што не знам поинаку. И бидејќи сум таква, мислам дека имам некој поинаков мајндсет или склоп на размислување што ме вода до поинакви решенија како инженер. А и нормално ми даваат и поинаков сенс на мода. Ја ќе се држам сепак уште малку до ова пред да идам до тој
до твојата мрачна или светла страна, не знам која е. Зависно ако во науката произведеш некоја dark matter shotgun, значи ова ти е мрачната страна, а овдека и така натаму, се шегувам. Точно баш заради тоа што беше на конкурсот ти почувствува дека ти е предизвик токму таа тема, нанотехнологија, нови материјали. Ми беше доста перспективна и нешто што навистина сакам да го изучувам. Затоа што материјалите секогаш ме влечеле. Татко ми има искуство со дрвенарија, си прави некои ствари по дома. Од такви некои работи, бидејќи татко ми е и гик и геймер, од него си имам техничка љубов. Супер! Техничка Одлично. љубов Сега имам. веќе ми е јасно чим е гик и геймер. Ете така. Ја не сакав да те прашам дали си ти нерд уопште, ама си. Ама јас Одлично. сум покреативен нерд, така од тие, така малце. И од нердовите што подобро изгледаат. Леле, фала. Не ме страми се. Не, сега, да не го отвараме твојот Facebook профил и да ги покажеме Има твоите јавни доста добри фотографии. фотографии, слободно можеш да отвориш, навистина сум Ќе ги горда на видиме уметноста после. што ја правам. Ќе одиме. Ќе збориме и не за Е неа. сега, го заврши ли ти тој факултет? На технолошко-металуршки сум моментално 4-та година и на него треба да дипломирам. А што имаш претходно Во дипломирање? меѓувреме ја завршив Што? академијата на Newman's Business Accelerator, каде што сум стипендист и изучував мехатроника, роботика и ембедет системи. Исто така во Америка Повтори го, полека. мехатроника, роботика и применливи системи, ембедет системи, вградени системи. Океј, Таква е струката. добро. Исто така и во Америка изучував на Kent State University, тоа е еден од доста реномирани универзитети, можеби во 100 најдобри, тоа е информација што добив на Kent State, каде што бев стипендист на Global Юград програмата, за која што можам да ти раскажам малку повеќе за што се работи. Може, само кажи ми, вака се качи на 5 седмици и отиде во Америка и сето тоа додека Не. студираш на факултетов? Воопшто не е лесно, мене ми има патено многу социјален живот и многу сон за да го постигнам ова. На академијата на Newmans ја студирав паралелно со факултетот, со технолошко-металуршки. Од кога ја завршив незе ми остана така луфта, па сакав уште нешто поамбициозно, па се пријавив на Юград програмата. Юград програмата е спонзорирана од State Department, америчкиот департмент и од нашата америчка амбасада преку нив. Тука се распишува конкурс за амбициозни студенти кои што се при крај на своите студии да се надоградат во Америка, што е многу добро. Имаше навистина голема конкуренција. Програмата е стварно транспарентна, значи Конкуренција таму или конкуренција тука? Тука, бидејќи се испраќа многу мал број на кандидати. Транспарентна е одбраат програмата, се пријавуваш на јавен повик и имаш низана интервјуа. Имаш низана интервјуа на каде што мораш ти да аплицираш просек од факултет, успеси, дипломи, награди, да напишеш мотивациони писма, да имаш мотивациони писма од твоите професори. Долг е процесот, трае неколку месеци. Накрај се тестираш TOEFL и ти ги кажуваш предметите кои што сакаш да ги студираш или пак универзитетот, ти бараат соодветните универзитети те стипендираат потполно. Значи, од мојот TOEFL тест до мојот пат таму, до се мене ми беше се покриено. И сум навистина благодарна. Од страна на? Од страна World Learning, State Department и Америчката амбасада. Има вакви повеќе програми, најмногу нешто што сакам да потенцираме што е транспарентна. Секој што е квалитетен може да отиде. Ништо не е наместено, тоа од по себе го знам, затоа што јас бев скептик дека некогаш мене ќе ми се случат вакви работи или дека јас ќе победам на НАСА или пак ќе појдам во Америка да студирам. Но ете, склоп на околности докажува дека квалитетот се цени и моментално мене како алумни на оваа програма и на овој универзитет ме контактираат над 100 студенти во инбокс да им кажам што повеќе каде да се пријават, како да појдат и мило ми е што се ствара таква конкуренција со самата промоција, со тоа што сме го изработиле во оваа последна година. Фасцинантно. Девојко, кажи ми следна работа. Ова испаѓа многу лесно како одење во маркет, купување работи. Што така го правам да изгледа. Добро, мило ми е што така го правиш. Дали така го доживуваш? Сепак се работи за науки, за нови научни полиња во кои ја колку што можам да разберам, доминираат математика, физика, Така. каде што формули, каде што алгоритми се важни, така што предпоставувам дека бара
дека се тоа обемни материјали за проучување. Кажи ми малце, вака значи ти ова све го правиш додека го студираш и уште не го заврши факултетов. Така, да. Успеа ова и дали те закочи прво за факултетов се во ова што го направиш со одење во Соединетите? Не би рекла дека ме закочи затоа што мислам дека ме направи поупорно. Јас сум навремено со моите студии. Можеби ќе треба да полагам некој предмет или 2+, тоа зависи кои предмети би ми се признале мене од Кент Стейт, доколку е тоа возможно со транскредитација, со признавање на предмети, интернационално и така натаму, но јас сум сепак навремено, јас треба да бидам уствари 4-та година. Убава работа ова што слушнавме за американската амбасада, дека го прави, не сум знаел за овој конкурс, еве видете, добро не информиравте и вие. Така. Кажете ми, колку траеше вашиот престој во Соединетите држави? Околу 6 месеци. 6 месеци. Така. И за 6 месеци што успеавте да постигнете таму? Многу. Прегорда сум на тоа што го направив таму, затоа што таму луѓето имаат малце поинаков менталитет и е многу добро да како македонец да го доживееш тој менталитет и да ја осетиш таа афирмација да ја почувствуваш таа афирмација на трудот, на твојот труд. Бидејќи таму кога се трудиш, многу врати ти се отвараат. Дипломирав на Kent State University на Aerospace Engineering, како Aerospace Engineering на Kent State Department за научниот оддел, пошто нели универзитетот е огромен, колку моето градче има и за Fine Arts and Crafts, има за Sciences, има многу департмени, тоест сектори и навистина е многу добро реномиран. Освен тоа, на еден од моите предмети, каде што го предаваше претходниот декан на универзитетот кој што е претходно азиец, доктор Сонг, каде што има многу тешки критериуми да добиеш оценка А, тоест највисоката оценка, имав само јас во класот. И освен тоа што предметот се викаше Applied Engineering за seniors, за постари, за повозрастни генерација, тој го зедов. Иако ми вика од advisors, тие што ми се советници на програмата, немој да го земаш, не си доволно спремна. Јас го положив CTM exam, тоа е за како ПЕЗ, треба да го положиш тој испит за да можеш да го слушаш тој предмет, го положив со највисоката оценка таму. Потоа бидејќи Applied Engineering, на предметот се бара да доставиш ти документација за како би изградил прототип. Таму се собравме ние најпаметните луѓе во класот. Тројца американци и јас бев четвртата во тимот македонка и направивме прототип кој што се тестираше во АТА фабрика. За кој што допрва ќе пишувам медиумите, затоа што чекаме да се средат целата таа документација, да почне да излага по Kent State весниците, по Ohio весниците, па после да го промовирам теку Македонија. Освен тоа бев и во НАСА, во Glen Research Centerот, со еден од професорите кој што има долготрајна кариера таму и каде што му бев еден од најдобрите студенти, па поминав викенд во Glen Research Centerот и седев на маса со навистина реномирани луѓе и освен тоа видов неверојатни работи како команд модулот на Skyfly што беше во 1793-та, мислам, не сум сигурна за години. Командниот модул на? Мислам дека беше емисијата не знам, Skylab, мислам дека не знам точно како е терминот, мислам дека е Skylab. Во која година? 1973-та. 73-та. За Skylab се работи. Така, не сум сигурна на годините затоа што не се концентрирав толку многу. Само ја колку што знам Skylab согоре во атмосферата, бидејќи која ја заврши. Тоа беше уствари Rescue Mission, али команд модулот стои таму и имаш како инженер можност да го видиш каков е, какви се копчињата внатре, што е, како е. Ајде да се вратиме малце, убаво си се фасцинирала све, ние сме фасцинирани од твојата фасцинација, пак мене не ми е јасна една работа. 6 месеци си таму така. И успеваш да дипломираш. Така. Со највисоки оценки. Така. Колку е тој обемен материјал, колку е тој длабок, слоеви, тежок, детален тој материјал, колку време тебе ти треба за еден предмет, колку предмети ти сипам прашања. Фер е тоа што мене ми се признаваат и се ценат предметите од тука, од мехатроника, роботика и вградени системи, дипломата и од технолошко-металуршкиот факултет. Така да мене ми останаа само неколку предмети, дали 3 или 4 беа, и јас си дозедов уште 2, пошто си бев така поамбициозна, си дозедов ја уште 2 да си имам така, да си имам кредити. Значи, предметите што ги положи овдека, што ги заврши, ти ги нострифицира таму. Така.
обично ние се трудиме тие од таму Затоа да ги што, нострифицираме тука. Пази, Newman's Business Акселераторот има база во Лос Анџелес. Океј. Така да Не тоа знам беше дали многу- треба да ме фасцинира. Не, мислев нострификацијата беше полесна. Why? Затоа што базата е во Лос Анџелес, више ги знаат како организација, какви се академиите, колку се квалитетни и така натаму. Пред се, добро им беше познато на World Learning тимот и на моите советници таму, дека јас сум студент што е тука доста успешен и дека доста ги имам фасцинирано со своите постигнувања. Од UNDP Climate Challenge до NASA Space Ups надпреварите, до сето тоа што се има случувано во мојата развојна кариера, академска кариера. И навистина беа восхитени и особено кога појдов во NASA, тоа беше шерувано на сите социјални медиуми таму. Навистина беше нешто што е интернационален студент таму и сите беа горди. Така да кога бевме во Вашингтон, имав можност да го држам говорот за отварање, да opening speech. И беше навистина добро, бидејќи имав таква чест како македонка, што е прва во Охајо, да и се развие знамето на дипломата, да се имам слики од македонското знаме на USB, можам да ви ги давам на блок рекламите. Во чанта ми се ги носим. Фрли го од таму. Инаку Мартина, да ви кажам дека има и соработничка за PR, се вика Елена, стои тука и јас сум изненаден. Девојчева има 22 години, веќе има и свој помошник за PR. Се трудиме да сме професионални. Не, тоа е фасцинантно сето тоа, се работи за друга работа. Јас се обидувам да создадам една ментална слика. Со сета должна почит кон академскиот свет, мислам дека сите студенти, професори и научниот свет, американската амбасада се задоволни од сите овие, како ги кажуваш, процеси кои идат, факултет, конкурси, овие акцелератори, ваму, таму, како се тоа промовира, колку помага. Мене ме интересира што правиш ти, колку часа во денот тебе ти треба да учиш кога учиш. Значи, јас се обидувам да сватам, ако вака ти обемно и амбициозно влегуваш и навистина имаш skyrocketing во твојата академска кариера, уште сега, кој знае што те чека понатаму, за тоа нели ќе говориме, мене ме интересира колку време тебе ти треба посветуваш на учењето. Реално, јас науката ја гледам како надградба. Ти кога више имаш основата, другото се некако ти се поврзува логички, или барем во мојот мозок тоа се случува така. Нали го најде, сакаш не, да се уживај. Добро. Ти збори ми, со Елена ќе се разбереме. Ми се поврзува логички и се надградува. Знањата што ги имам од Newman's, кои се според мене навистина непреценети и навистина сме имале навистина реномирани професори, ми се надоградиле на Технолошко-металуршки факултет. Технолошко-металуршки факултет ми помогнал во Америка да се докажам како професионалец. Океј, чекај, пак ја утнуваме тема. Не ме интересира дали Америка, дали си тука. Да знаеш колку немам социјален живот? Не ме интересира тоа. Не ме интересира. Не сум тука да те сожалувам. Те поканив да сакам да добијам една слика за тебе. Океј, ти ми ги кажуваш работите, извини, сега почнував и на ти некако нели присуствие и да се извинувам поради тоа. Телевизискиот бонтон бара нешто сосема друго. Гледачите ќе замерат. Значи, мене ме интересира колку време посветуваш ти на учење, колку време ти треба, без оглед дали е тоа Соединетите држави, дали е тоа или тука и така натаму. Како ти идат предметите? Кои предмети ти ги имаш содржано? Кои се тие најтешки предмети и како ги совладуваш, па доаѓаш ти до вакви резултати? Најтешките предмети се оние кои што имаат и лабораториски вежби, и математика, и теорија. Значи имаш ти неколку тома книга, да се изразам понародски. Покажи ги. Не, имаш дебели книги од по 300 до 500 страни кои што треба да ги знаеш. Сега секој добар научник ти бара да навистина да го владееш материјалот за таа десетка. Муабетот е во добро менаџирање на време и навистина упорно вложување. Јас станував од 6 часот на факултет, идев во 8 таму, бидејќи живеев на водно, па мораше пешки или со автобус, па нели тука да има и пешачење и да имаш hello body, hello ghost. се шегувам, да видиш малце здрава. Одлично. Да видиш малце здрава, да јадеш нели по здрави оброци, идеш на факултет, одиш на факултет до негде 4,5, 5, 6, зависи до колку ти се лабораториските вежби, правиш пауза, идеш на предавање од 6 до 10, 11, 12 навечер.
Идеш дома, читаш и спиеш. Такви денови сум имала милион и волјата кон науката ме терала, сум Не губиш тежнела да фокус? губиш фокус. Концентрација? Губиш фокус, имаш некои ноќи што се многу тешки за пребродување, не проспани, имаш малце си изолиран од светот. Губиш комуникација со луѓе, губиш луѓе што навистина те значеле за тоа што више немате таа конекција. Но сите тие што те сакаат разбираат колку е тешко да се вложува. И сега секогаш има паузи и во тие паузи треба добро да се надградуваш. Да знаеш како да си имаш задоволства, да знаеш кога ќе се презаситиш со наука, дека ти како човек најмногу уживаш да креираш нешто, да си направиш нешто DIY, да нацрташ нешто што тебе те релаксира. Најбитно е да имаш многу добар тајм менеджмент и да си пронајдеш како ти најдобро функционираш за да можеш тоа да го издржиш, затоа што е навистина голем притисок и некогаш јас сум се чувствувала исцрпено. Немам волја да учам веќе. А така, добро. Немам, значи окей. не можам, не може едноставно. Имав намера да ти ја побарам раката да ти измерам пулс, бидејќи нешто не ми е во ред. Значи, но веќе ми кажа Така. дека знаеш да се исцрпиш и така натаму, бидејќи добар студент во Македонија, ќе го препознаеш по тоа што или забите му се расипани или косата му е падната. На нешто ќе му удри. Бидејќи навистина е бара голем ментален напор и луѓето се запоставуваат себе си. Но ајде сега да те потпрашам за една ваква работа. Твојата надградба те доведе до тоа да бидеш прогласена за најмлад ментор во НАСА. Што значи ментор на НАСА? Јас сум ментор на НАСА Space Apps Challenge, над преварите, хакатоните. Тие се хакатони кои што се 3-дневни, 2,5-3 дена, каде што НАСА ги отклучува информациите од вселенските мисии, од мисиите на Земјата што ги има. Што значи тоа? Има дата база, и има разни проекти каде што во тие 3 дена ти се достапни за да ти ги стимнеш и да пробаш да направиш некое решение на кое што НАСА не можела да даде решение, па има доста европски локации, над 180 европски локации во светот, каде што НАСА прави повик до Европа за да се помогне некако за да се решат овие проблеми со некој чалендж на креативен начин или пак на начин со некое техничко решение. Такви надпревари во Македонија конкретно Зашто се работи? За враќање у орбита на сателити или секоја година имаш различни теми. Најчесто се поделени во 6 сектора, од астероиди до вселена, до гаджети, до Earth или Life или секоја година имаш и во нив имаш по чаленџи, по 15-20, каде што се собираат млади ентузијасти, млади иноватори, млади научници и луѓе од секаков сектор што се интересираат со астрономија или со дизајн или значи многу луѓе можат да дојдат на тој надпревар и се прават решенија. Да, во 2014 и тука земав прво место. На кои теми? На тема хардвер. Не знам како беше тогаш, ќе можеме да отвориме, се уште стои на фан страната. Не ми текнува точно темата затоа што од тоа ќе има поминато 2 години од каде што сум. Не ми кажи дека си бубалица, учиш у моментот на памет, ќе научиш и после ти изветреало. Не, но стварно имам толку многу информации што некои работи се забораваат. Значи, ми се случи пред некој ден муабет на кафе да мешам поими, да мешам кафеќи, да мешам, пошто кога така не спиеш доволно, добро. Кога си преморен, не ја можеш. Ја мислев мене со годините ми се случува, и имам добро. трема, вака пред емисија, сигурно ќе смешам нешто. Вака, ти треба да се вратиме, да отидеме да видиме за што ти бил надпреварот, за што си се занимавала? Не, можам да ти опишам кој ми беше решението. Значи, не ми текнува точно името, добро, но беше не хардверско решение. Хардверско решение. Така. Што значи хардверско решение? Хардверско решение е да изработиш ти дизајн или прототип кој што ќе помогне на конкретното решение или да го доразвиеш. Ајде, да објасни. Под хардвер се разбира... Значи, објасни ми во 3D да те сватам што? Дали е тоа штампана плоча на која ја исцртуваш и ставаш ова за да создадеш конкретно хардверско решение или тоа се хардверски системи кои постојат веќе и ти ги вклопуваш и ги организираш? Народски кажано, опа! Се извинувам. Ни падна телефон. Нема Добре, проблем. не е скршен. Не, нема греј. Народски кажано, да се изразам малце попростоете, нашиот тим изработи бургија за Марс роверот, која што е малце поиновативна и од понови материјали. За Марс роверот бургија? Да, и имавме план на колцето,
како роверот кога излегува од кога е заглавен, како да излезе, Па како он да е се заглавен расшири. и он остана заглавен. Неколку години се занимава Не е секој ровер таков. Ама едниот ровер, Така. дали конкретно за тој ровер што заглави и Не, се за бара решение? Curiosity, ние За го работевме Curiosity. Curiosity роверот, Аха. но тоа решение може да се примени на било каков ровер. Сега ние принтавме во 3D и тоа решение техничко го испринтавме, освен тоа направивме и платформа. Што, значи, бургијата за да може да ја правевте за неја. Тоа е во 2014. Во 2014. Така. Не работеше сама, работеше Не, во тим. нормално во тим. Тимот Значи, беше многу работевте спремен. на материјали. Конкретно, што беше... Мојата дејност беше материјали и хардвер, но имавме и софтверски дел на надпревар, значи огромен е. Ако сакаш можам да ти го објаснам малце по-технички. Ајде те молам. Ете, значи се надпреварувавме за полето хардвер и нашето прво место тука во Македонија беше за most inspiring, најинспиративен, затоа што изработивме доста во тие неколку часа, 24 дали или повеќе, не, повеќе. Аха, Повеќе? значи, чекај, се обидувам да сват, значи, ви даваат како чалендж, како да е real time event Така, и така. да работите под притисок, Така. за 24 сата дајте ми решение. Аполо 13, како да го гледам, од прилика филмот. Локацијата, тоест надпреварот е глобален. На сите локации се случува во исто време, се почнува во исто време и се завршува во исто време. Не, све ми е јасно, значи ве ставаат under Хакатонот е pressure. 2,5 или 3 дена и ти мораш за тоа време да не ја напуштиш локацијата и да изработиш техничко решение што ќе функционира. Не мора да е само хардвер, може и да е софтвер, може да е некоја иновација. Дали е тоа работа која веќе е решена, НАСА, па го става на увид на други, или е тоа нерешен проблем, Нерешен проблем, или е кој што бара имагинарен малце- проблем? Има имагинарни проблеми од типот на апликации, например како да се избегнат астероиди за да се употребат сензори или некои слични такви работи, но конкретно нашето решение постоеше роверот и ние само изработивме решение за како тој да излегува од дупка и како да има посилна бургија, затоа што роверите има неколку базични проблеми. Тоа е да заглави, да му се затемнат панелите или да има проблем со прашина или да се отопи бургијата. И бидејќи НАСА испраќаше 3D принтер, ние сакавме нашиот проект да биде со 3D принтинг, така беше нешто 3D принтинг. Каде испрата? Испраќаше 3D принтер во месечината, не на месечината, во станицата, извини, пардон. На International Space Station, на Се испраќаше 3D ISS. принтер и ние бидејќи тоа беше више нешто 3D што ќе принтер, добро. Тоа беше нешто што веќе ќе биде, сакавме да го насочиме нашиот фокус таму. Сите не интересираше 3D принтинг. Ни донесоа 3D принтер, изработивме план решение за култето и за бургијата. Го изработивме и со дизајнери ментори во маја. Тие не го испринта и направивме платформа каде што ќе има повратни информации, каде што луѓе или техничари ќе можат да даваат инстант решенија за проблем што може да настане на Вселенската станица. Ама и да има фидбек од астронаутот за луѓето да може да ги развијат во било кој софтвер, како што е Маја, и да го пратат решението да го прикачат, доколку е легитимно астронаутот само да го симне и да го испринта на принтерот и да го употреби како решение. Да им објаснам на гледачите. 3D принтер е една од последните технолошки иновации. Конкретно многу ќе помогне за вселенските патувања, кога во даден проблем ќе се биде потребен некаков предмет, хардвер и така натаму, а нема време да се испрати, значи ќе може да се испринте 3D. Сега ме интересира, бидејќи следев на почеток, тоа беше една ласерот ја топи таа прашкаста материја, од која создава многу лесен, од пластика, ама многу стип, многу цврст материјал. До каде е сега отидено кога веќе можат да се принтаат бурги? Ме интересира конкретно, еве сега не збориме академски, чисто као проблем. Колку такво едно 3D испринтана бургија може да биде ефикасна за бушење на тло на Марс, на месечина, бидејќи позната ни е цврстината на материјалот. Нашиот шоукейс беше принтан со пластика. Ние не направивме вистински принт на метал затоа што се уште не беше развиено. Тоа не е ни развиено, но сега до каде се иде? Со комбинацијата на материјали може да се очекува многу и тоа е полето на кое што јас на вистина сакам да вложувам и да го истражувам.
се има разни предпоставки дека може да биде од 10 до 15 години, од 15 до 50 години. Добро, еве Тоа баш ме се интересира. Сега, значи, на најголема иновација Вселенската што станица посебно имам јас слушнато во светов е дека се принта кожа и клетки се развиваат и се принта на човек, на човечко ткиво за изгореници, за одамна во се светски, прави тоа така, и така, лабораториски така, се одгледува кожа и така натаму. Мене ова друго ме интересира. Сега за сега материјалите кои се користат тоа е пластика во форма на прав, така. која стои во принтерот, 3D принтерот, која ласерот ја топи и ја обликува и ти Така. од таму ја вадиш и тоа. Имаш некоја форма зададена на До каде е софтвер. цврстината или јачината или употребливоста на такви материјали и сложеноста? До сега можеше, например, француски клуч, така. бургија и така. До каде се иде и колку се усложнија материјалите да бидат поцврсти, поефикасни, поотпорни, сепак се праќаат на најекстремните места, каде што Така. варијацијата на топлина и на... Се уште нема 3D принтер на Марс. Има во Вселенската станица. Тоа е Ама нели ако за отидат они потреба без, на без принтер ништо не прават. Он не знае дали утре ќе му треба клjuč 16 или не знам француски клjuč. Значи за бизарни работи, ама дали ќе му биде употребливо да он може на вистина тешка работа да заврши има напредок, со тоа? да, особено во полимерни материјали има доста напредок. Тоа ме интересира. Полимерните материјали имаат со доста комбинации, имаат различни степени на цврстина. Дали повторно се иде на онаа комбинација, например, на композитните материјали? Како нанокомпозити или карбон или Да, карбон. Така. Сметам на тие нано и карбон кои ние имаме и микросан во прилеп. Значи и тоа дека е- НАТ развива многу такви материјали на ТМФ, на Технолошко-металуршки факултет, што се импресивни и признани во светот и на начини на кои што никој, например, до сега графен не произвел. Например, бившиот декан Графен? професор, да, графен, Повели- Александар Димитров, Така, што тој направи? имаше доста добра иновација што произведе графен, што е навистина цврст материјал, што беше представуван из целиот свет како еден необичен начин, иновативен начин, каде што до сега не бил применет. Значи и во Македонија има такви иновации. Интересно. Сметаш ли дека еве во твојава академска наобразба до сега со сите факултети овие завршени и незавршени колку испити имаш дадено? Немам броено. Многу. Те најдовте. Немам броено, кој ги броел? Многу. Сигурно 3-40 испити се. Може и повеќе. не Може и знам, повеќе. Не знам, да ти кажам вака, не знам. Не ми ни текнува некоја бројка, да не претерам, да Како не ти е кажам просекот? нешто. Во Америка ми е сите Ace, All Ace, исто и на Десетки? така. Исто и на мехатроника и роботика. Сега ќе видиме на технолошко-металуршки колку ќе ми се учи. И таму сум стипендист, и таму сум просекаш. Ќе видиме како ќе се покажам овие последниве. Како ти иде до сега? Супер ми е. Бев стипендист, нели, за да бидеш стипендист, мора да имаш просек над 9,5, што е супер за да имаш таа категорија на стипендија во Македонија. Ама ќе видиме наредно, ќе видиме. Добро, до кај ти е планот? Имаш ли веќе некој план кога ќе го завршиш, како ќе го завршиш, до кога да го завршиш факултетот? Се надевам дека ќе го завршам во најскори можни рамки, пошто се чувствувам како да ми тежи. Дури како да не можам веќе да учам. Значи, не си фрик, па науката ти иде или некој монк кој онака погледнеш бројките ти се склопуваат сами од себе во глава. Ти Тоа е во ред, стварно само се на вистина ми трудиш. треба одмор. Не можам веќе. Си треба одмор. Шала на страна, си треба одмор. И многу е некако тешко да го изменаџира сето тоа. Е многу кога имаш толку голем притисок, а имаш цело време работиш со еден планер. И нели планерот ти е од понеделник до петок и цело време имаш по 5-6 работи што треба да ги завршиш денес, а мора да се појавиш на факултет, мора и да научиш. И што повеќе ми се развива мене кариерата, тоа се повеќе време ми останува да се посветам толку многу академски. Јас сум знала да учам по цели денови, по цели недели, по месеци. Ама веќе некако клапнуваш. имаш наваму натаму и си истоштен. Се надевам дека ќе продолжам да бидам десеткаш и дека ќе ги завршувам испитите со леснотија и дека ќе можам да ги менаџирам, дека ако некој имам тежок, ако го положам со седмица, осмица, деветка, боже мој, се случува на секому, дека ќе можам да го преполагам како што ги менаџирав претходно, пошто јас бев тако финат, не мора да го преполагам, мора да е десетка, мора да е просекот така, бидејќи
како стипендист чувствував и должност, а и сакав да бидам таков студент, но некако се раскинуваш и немаш веќе сила, немаш веќе... Значи, дефинитивно rocket science. Ми треба одмора ли да ќе видиме да се одмора прво. Идеш натаму во многу сложена... Така. Напише чај, не е проблем. Слободно. Идеш натаму, дали чувствуваш дека веќе имаш знаење, познавање, да веќе можеш практично некаде, бидејќи еве во тие надпревари си имала некоја практично така. И еве се чувствуваш ли дека ти веќе можеш во пракса да го спроведуваш она што го знаеш? Интересно е тоа што дипломата од инженерство на материјали, нанотехнологии, мехатроника, роботика и вградени системи идеше како кон склоп на Aerospace. Бидејќи јас кога ја отворив програмата, јас видов дека половина предмети ми се од технолошки, а повеќе од половина ми се од мехатроника, роботика и сега јас ова го знам веќе. Некои предмети ми беа толку многу познати, што со професорот си можевме да си дискутираме на теми. Значи не си бубалица, добро, од ова разбирам дека не си бубалица, туку тоа што го сакам со пасија. Го сакаш, не, и го паметиш. Тоа е многу битна работа. Боже мој, секој заборава детали. Затоа постојат прирачници и книги и сега се памтат основни работи што никогаш не можеш да ги искорениш затоа што се дел од тебе. Не, све памтиш, не се секире кој ќе дојде, све ќе си произлезе. Очигледно дека продлабочено учиш, не учиш, дека студиозно навлегуваш во материјата и тоа е, сега јас се извинувам, нели, малце безобразно и вулгарно, те провериле тебе и професори, и Американска амбасада, и универзитети, па ја, нели, сега тука нешто ти земам мерка штоф. Но ме интересира, навистина, колкав ментален напор вложуваш ти во сопствената надградба, бидејќи како што те гледам, ти не си некое чудо. Ти си многу амбициозна и имаш голема волја. Нешто што кај младите луѓе малце го гледам, бидејќи мислам дека не верувам дека секој, ама многумина би можеле да ти се приближат во твојот успех, само ако вложат во себе малку амбиција, малку добра волја, малку среќа и малку повеќе труд. Она буквално загревање на столчето, ама ти буквално ми го раскажуваш тоа, животот си го помина во учење. Во маки. Убави маки. Убави маки. Кога викаш маки, што е маката за тебе? За мене маката е што немаш блискост. Имаш голем стрес. Од секаде си растргнат. Не можеш да се посветиш ни на твоето семејство, ни на твоите другари, ги гледаш еднош на пола сат и ти викаат, абе, не доаѓа иче кој си дошол за пола сат, што ќе доаѓаш? Тоа ми е мене маката, затоа што навистина сакам да се седнам да проговорам. И на некои теми, кога, например, премногу вложуваш во наука, немаш доволно да се посветиш на моралните обврски на интелектот, па некако од после ги премислуваш, па од после се доразвиваш, а јас сакам напорено да ми иде се. Ама не може. Не може човек да се раскине и ако пробаш да ме прашаш некои спецификации од типот на името на предметот што сум го изучувала во прва година, може ќе го сгрешам така, нешто ќе направам, ама материјалот да ти останува, таа основа, структура, секогаш ќе биде со тебе. Да се разбереме, во мојот подем нагоре, јас сум имала голема толеранција од моите родители, што ми даде независност, од моите другарки што секогаш ми викале, веруваме во тебе, можеш, ти знаеме дека ти е тешко, ама кога ќе се вратиш, ќе бидеме тука за тебе. Да не зборам од професорите, што сум имала такви професори што ја ценеле таа амбиција, знаеле дека јас сакам да направам нешто многу поголемо од тоа што досега постои. Ти го имаш ова као визија? Кога велиш сакам да направам нешто повеќе и од тоа што постои, или ти иде спонтано идеш кон тоа? Мислам дека ми иде како нагон. Како секогаш сум била амбициозно дете. Уште од малите години сум била сакам да видам ваму, таму, онаму, секогаш сум знала како да работиш. Те свативме дека сите секции си идела. Секогаш сум имала дисциплина и начин на работа. Тоа се должи дел на моите родители воспитувањето, а дел на тоа што сум сакала да постигнам самата... Дисциплина? Така, дисциплина. Од геймер си добила дисциплина или мајка ти повеќе тоа? Двајцата, татко ми најмногу. Татко ти? Мајка ми била креативката, татко ми бил геймерот и дисциплинираниот. Дисциплинирано па и за да игра. геймаш треба дисциплина, така. Јас сум геймер, ама добро. Шо геймаш, во која? Може ке се најде на некој сервер. Сега сум во стратегија и ја чекам Андромеда Mass Effect 3 на поврзам со тато, ако не.
Немој. Он моментално на World of Tanks нешто Age. Call of Duty тие 3 редовно ги врти. Да, добро. Јас сега сум Не сакам да купам дома уште PlayStation 4 заради X причини академски да се дозавршат. Немој, срцето ме болеше во Америка, ги гледам сите гейма на Xbox-от, ја учитална идам и ми се плаче, онака солзи бришам на пат. Многу се заостанати. А цел свет паметен е на PlayStation 4. Xbox-от заостанува, така да не ги жали. Добро е. Сакаш да направиме една кратка пауза? Нема проблем, Или таман да имаш- ти кажам од сликите, ќе се потсетам подетално што како било, ги имам сите, јас ги стивнав, ќе ги прикажеме. Добро. Тоа ќе биде малце така поинтересно кај машкиот дел од публиката кој ќе дојдеме до твојата екстраваганција, Ма не е стајлинг. само стилот. Не знам јас. Научни се. Не знам јас тоа. Научни се. Не знам јас тоа. А ќе видите дека сум во право кога ќе ви покаже Мартина. Океј, драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме да разговараме со Мартина Димовска, која е најмладиот ментор на НАСА во моментов. Значи, сега чекаме да го завршиш факултетот, па да видиме што ќе биде со твојата кариера. Така. Ќе поразговараме за иднината, каква е можната иднина, ќе шпекулираме. И тоа е Ајде. убаво, и ја сакам Фер. да шпекулирам. Но рече имаш една твоја друга страна. Кога те чепкав по Facebook, налетав на вистина на многу интересни фотографии твои. Има фотографии каде што си со другари, Така. со пријатели, но има фотографии кај што делуваш како да се подготвуваш за магазини, за врвни списанија, за некаква повеќе некоја друга кариера, со атрибути кои секако предизвикуваат внимание, вака покажан. Ова е татко ти? Тоа е татко ми. Поздрав до него. Поздрав на тато. Здраво. Топ фаца. Исти сме со флизурата. Но, еве, например, вакви фотографии каде што и со мејкап артисти, со... Кажи ми, која е Мартина? Оваа е Мартина или Мартина е таа што полудува учејќи И навечер? двете. Зависи на кој период ќе ме фатиш. Колку е шизофрена оваа ситуација и колку ти е потребно ова? Ја мислам дека не е толку шизофрена, колку што е едно комплетно нешто. Јас Браво. сметам дека тоа не е поделба, туку тоа е комплетна жена, според мене. Браво. Јас се доживувам себе си или барем сакам да бидам комплетна личност, да знам и како да сготвам дома и да бидам Браво. мајкинка и да си бидам свој механичар, да си поправам машина за перење како што ми се има до сега случувано и да си залемам работи и да се нашминкам сама и да се облечам и да знам стварно наполно да работам на интелектуално ниво. Не верувам Имаш во дечко? некој... Имам. Ај раскинем. Не. Имам двајца синови. После ова да идеме вака се собе, кај мене на кафе, чисто. Браво! Ај, Се не. шегувам, се Ај, не. шегувам, се шегувам, се шегувам, се Леле. извинувам, се шегувам. Уживај. Шегата е Шегата е како прифатена, ќе се како насмееме. акцент на твоите амбиции да не сакаш да си запоставиш она што е и човекова природа, но и mind over matter, едноставно интелектуалниот твој интелектуалната твоја наобразба. Но кажи ми, колку имаш време? Сепак колку тешко ти иде? Еве со учењето бара напор. Така. И знам дека луѓе толку посветени во науката и во учењето немаат време многу да се посветат, па и да изгледаат добро. Ти каде да отворам? Ти си секогаш добро нашминкана, ти си секогаш добро изгледаш, добро облечена. Не кеш да ме видиш 8 сабајле на факултет, кога идам Осум луѓе не ме сабајле, познаваат. сите се такви. Не ме познаваат. Сите, никој не те познава. Но очигледно посветуваш доста време на ова. Така, нели на факултети имаш испитни сесии. Знаеш точно кога ти се, имаш време да испланираш и ако континуирано го правиш нештото, имаш време за се. Значи- Ако денеска одвојуваш време и добро го испланираш, ти кажав уште од малечка, Три јас пати сум ми со го планер. кажала.
Имам планер, значи во планерот имам јас кога ќе ми се јави некој на кафе, имам 18-19 години, ми се јавува за кафе, му викам за 3 месеца од сега имам тука слободно време од толку до толку сат и луѓето се фрапирани ми викаат што правиш ти девојко? Дај не се филмај, дај немој, а не сваќаат што е тој напор, значи не можеш. Ти треба време и за себе и да прошеташ и да се наспиеш. Ти имаш и денови кога си болен, кога не ти се излага од кревет. Мора да менаџираш. Најчесто преку лето фоткам. Ти го кажа клучниот збор што ја одамна го имам во фокус во целава работа и во политика и во наука, она што се случува. Почнувајќи од американскиот председател нов кој го имат американците сега, до овдека и така натаму, народот бара и сака менаџери. Добри менаџери. Така. Бидејќи научници, мислам дека се ринат со лопата. Уметници, колку сакаш има. Ама човек кој својата струка, интелект и она што се посветил, не знае да го изменаџира со себе и надвор, мислам дека колку ми требаше 1 саат да те укапирам. Значи, поентата и клучот на твојот успех постои цел факултет. Ти иде спонтано, ама најверојатно дека ќе некојаш во живот ќе отидеш и тој. Ќе отидеш да завршиш бизнис менеджмент. Затоа што Мислиш дека треба да завршам? Затоа што инстинктивно ти го правиш она што некои го учат на факултети. Оперативно како да се хендлаш себе си. Бидејќи ти кога ќе отидеш и работа во тим и менеджмент. Мојата сопруга, она е бизнис менеджмент академија, има завршено. Учејќи го тој факултет, ја ги проучив овие работи и сватив дека во светот суштината, математиката секој ја има, секој ја знае, креативноста секој може да ја постигне, менаџирањето на сите работи. Стив Џобс испадна најдобар затоа што добро менаџираше, а не што беше најпаметен. Исто тоа е. Вознијак си беше, тој што ги правеше работите. Ама уопште да не збориме, дали да го спомнам сега собственикот на Тесла, дали да Елон Маск, дали да го спомнеме било кој успешен, Бил Гейтс или било кој, све се тоа за суштина добри менаџери. Најуспешните политичари во војна биле оние што мотивирале, ама во мирнодопски тоа се менаџерите кои возможува да функционира и така натаму. Ако видиш, Мартина, се во суштина е добро менаџирање. Ти цела вечер само за тоа ми збориш. Менаџирање. Ја не успеав да извлечам ништо од наука за тебе да збориме конкретно што е и така натаму. Малце те фатив ова за 3D принтерот, така, да чујам за материјали. Ние цела вечер збориме за менаџирање. И американците кога те виделе тебе како ја хендлаш целата работа, хендлањето на тоа, тука ги одушеве. Оти они сигурно имаат еден куп нордови кои знае, ама не може да срочи реченица, или дътка, или не може да направи пиар, или не знае да застане пред камера. Мислам дека твојата тајна, тоа затоа ти можеш да си правиш излети и во мода, и во наука, и во личен, и во колку пати вечерва ми кажа да си го менаџираш времето. Тоа е многу битно. Тоа е многу голем дел од мојот живот, затоа што имало периоди каде што јас кога не си менаџирав со моите обврски, јас ништо не можев да направам. Цело време бев или незадоволна, или негде не стигав и реков дај бе, ќе се запнам, ќе направам добар план и ќе бидам дисциплинирана. Пред се, освен ти кога ти можеш да ти го напишеш планот, ама ти треба и дисциплина и посветеност кога ќе речеш дека ќе го направиш, тоа мора да бидеш цврст карактер и навистина да истуркаш до крај. Тоа е многу тешко. Тука си била, тука, позади тебе. Позади тебе. Кој е ова? Ова е 2016, пред година дена. Пред година дена? Да. Браво. Тука беше кога победивме на Climate Challenge на UNDP. Па јас да го испрезентирам, мислам дека да. Браво. Браво. Добро, кажи ми сега, ова ти е малце да си задоволиш таа женствената страна. Да бидеме нашубаваме бар на фотосесија да се средам. Пошто цело време идеш уморен, не спан, вака барам ќе се замаскираш, се шегувам. Имаш дечко, имаш добра врска, имаш добро, ти иде со све. Не, гледам и се појавуваш и на сешани, па дури и некои Facebook страници
те појавуваат добро. Ја тргна ти страната, така. добро, окей. Да не им кажуваме се. Да Ќе не си им отворам на кажуваме. мојата фан страна таму, има Марта Девилиш фан страна, ќе се видат сами. Ќе си прочепкаат, нека се заинтересираат малце повеќе. Јас би сакала да го отвориме албумот и фотките. Има една фотка на Facebook што ми е многу драга. Може и на Facebook да отвориме. Така. Ова е мојата фотка за технолошко-металуршки, кога ги сликавме. Добро. Се пишав soon to be под фотката. Ова е лауреати на Нова Македонија, наградата за најдобра личност на годината за образование и наука, Ја пардон. им честитам на Нова Македонија што Ова те е- ставиле под радар. Мило ми е што толку млад човек ево бранча со такви реномирани луѓе. Ова е академијата Се на извинувам. Добро. Newman's Business Акцелераторот, каде што завршив мехатроника, роботика и вредени системи. Чекај да те најдеме. Еве сум. До Ирина Овде Чаушевска, така. Што сте убави сите, цела група, прекрасни сте. Фала. Позитивци, креативци. Да. Луѓе што творат, иноватори. Тука сум ментор на НАСА. Ова е втора година кај што сум ментор на НАСА. Тоа е Харис Куч од мојот тим што победивме 2014 и он стана junior ментор со тоа што он е година или две мислам постар од мене, па така да јас се добив таа титула да бидам нама ментор на НАСА Space Ops Challenge-от. Тука сме на UNDP од тебе зависи, прво и второ место тимовите. Ова е интернационален тим или од наши луѓе? или- Наши луѓе. Наши луѓе. Наши луѓе, сите сме наши луѓе тука. Сите сте од факултетот? Не, си имаше тимови. Бевме во тим јас, Александар Лазовски, Никол Чогошев и Лорета Тодоровска, што се навистина спремни дечки во своите бранши и што навистина го Исто истеранат преварот до студенти крај. се? Тие се студенти, да. А Браво. второ место го освоија Миле Паника и Жаре Така. со нивниот тим. Ова е Кока Нејановски каде што го тестира нашиот прототип, што го изработивме пред јавноста. Каков прототип? Изработивме влошки што генерираат електрична енергија со газење на нив. Ова беше UNDP Climate Challenge, јавен повик, твојот град од тебе зависи, каде што го изработивме прототипот кој што беше успешен и бевме многу задоволни на фидбекот. Тука тестираме пред телевизија. Колку успевавте да... Леле, ништо технички не успевам да ти измекнам од тебе. Кажи ми, добро, со ова, колку успеавте да извадите електрична енергија во еден час? Работи на пиезоелектрици, тоа зависи Знам од што е многу фактори, пиезоелектрик, така. добро. Зависи од многу фактори, зависи од тежината на човекот, од брзината со која што трча. Може да се наполни мобилен, бидејќи има две батерии, може да се наполни мобилен до 6 часа пеш. Добро. Наредни. Ај тогаш ќе отворам мојата страна, па ќе Така. идеме со еден изум, па ќе сакам да разговарам со тебе малце брейнсторминг. Тука е кога победивме, winner of climate challenge. $10,000. Така. За шопинг имаш? Не. Тоа се беше лабораториска опрема, тоа беше гинење лабораторија, сите работевме пренапорно за ова. Сакавме навистина да направиме нешто, такви сме амбициозна младина. Откако победивте, имаше ли тогаш време за шопинг и пари за шопинг? Значи, тоа е само во опрема. Тие пари одеа само во опрема. Сега. Тука сме лауреатите на Нова Македонија. Тука со дипломата на Newman's Business Акцелераторот. Тоа е од НАСА, првата година кога бев ментор. Што Јан значи ментор. да си ментор? Да си ментор, имаш многу обврски по твоја капа. Од запознавање со тимовите за надпреварите до нивна обука, како да се постава на надпреварот, што се очекува од нив, како да го сработат надпреварот, што точно да дадат тие на тој надпревар, какво решение се очекува од нив да го реализираат и до кој степен, и доколку има некоја идеја како правилно ти да ја развиеш, како лично со такви познавања, како правилно да им помогнеш тие да направат едно функционално решение на кое што нормално може да конкурира на глобално ниво. Менаџирање. Така. Ама добро, мора и со знање да се подкрепиш Апсолутно. тука. Не можеш само менеджмент. Овде Може се- да им кажеш да ако има технички проблем или било каков проблем Треба да да им си објасниш. подкована Така. во областа во која ја менаџираш. Така. Тука исто на нас Со Марко со Марко Чаласан, да. Чаласан. Тој беше еден од тимовите на кој што јас бев ментор, навистина вредни дечки со кои што вреди да седнеш на маса и да ти мера конака да им објасниш што и како се случува. Марко Чаласан е вистинско чудо, навистина. Мило ми е што Исклучително. со него ден денеска соработуваме, ден денеска сме во добри односи. Опс. Опа, Ја се извинувам. се исклучи. Добро.
и не мора да иде, доволно беше. Така што Тука сме со менторите Круме и Стојан од FXtrix. Тие ни работат се што ни треба во маја, затоа што никој нема таква машинска подкрепа и да изработи нешто во... ништо без FX3 избичи. Многу се вредни, многу амбициозни дечки. Тоа е Долорета Тодоровска од мојот тим. Тука сме на првата ден од тебе зависи. Твојот од тебе зависи над приварот, The Climate Challenge. Тука се прогласувањето на победниците. TEDx Басалон. Имаше настап на TED? Платформата Не, организиравме TED во Македонија. А организиравте? Преку, да, Кога ќе настапиш на TED? кога ќе ме поканат. Имаш ли конкретно некоја тема? Би зборела на многу. Например? Има пример првично менаџмент или наука. Свети се малце наваму некој мене. Така? Така, да. Добри сме. Не, одлично. Што би зборел на TED? Можам да говорам за многу теми. Например, Пример од алтернатива до мисвит, како е да си мисвит во едно општество, како е да си алтернативец во едно општество, како е да се сноси со тоа, како е да си геймер во едно општество, како е да пробаш да се градиш интелектуално константно, како да си простуваш себе си, како да простуваш на другите, како да бидеш морално коректен, како е да си добар инженер, одговорен инженер, добар научник, колку треба да вложиш, како да правиш добар менаџмент. Значи на многу теми, али јас не се осеќам како доволен професионалец, не се чувствувам така дека имам некоја толку големо предзнање, току можам да споделам само лично искуство. Доколку некој ме најде како инспиративна сторија. Како да се пребродат тешки времиња, тоа ми е. Значи, ти која би зборела, ти за тоа би зборела? Па мислам дека тоа е многу битно од аспект на личност. Мислам дека вредностите што тебе те дефинираат, те прават она што си. Твоите успеси зависат од тоа каков си ти внатре. Ако не знаеш како да се сноси со себе, со сите падови, со сите критики, со сите лоши и добри времења, со сите оние луѓе што сакаат да те спуштат доле, а и оние да те дигнат, тогаш немаш некоја дефиниција на тоа што си ти. Тоа е интересно, обзервација на себе си, само спознавање, ти го спомна дека ти е доста важно во животот, која сум, што сум и така натаму и така натаму. А имаш ли некаков конкретен порив кој се работи технолошки, некој технолошки конкретен предизвик кој би те насочил кон што? Проучуваш нанотехнологија, Така. нови материјали, композитни материјали, предпоставам тоа е иднината. Јаглеродни влакна со разни премази кои ќе прават автомобили да тежат 100 килограми, а да издржуваат огромни притисоци и слично. Имаш ли нешто што некој зародиш во овој момент, некоја шпекулација во глава која ти се мота, која осеќаш дека е област каде што ретко кој е отишол или никој не е отишол? Или си доста практична, сакаш на конкретните апликации? Не знам дали си иноватор или си Стив Џобс. Иако Стив Џобс е иноватор... Мислам дека сум мешавина на двајцата. Ако имаш читано автобиографијата на Стив Џобс, јас ја имам. Бидејќи Стив Џобс во суштина многу малку измисли. Така. Он направи компилација од најдобрите работи. Ако сакаш да знаеш, првиот лаптоп, првиот таблет го направи IBM во 1992 година. Никој не го погледна. Така. Но откако го исхендла, го изменаџира, го редизајнира, му даде баз, успеа тоа да го направи. Во едно нешто што не се промаѓам во Стив Џобс е што е премногу радикален во некои погледи. Од типот на не се откажува, па дури да наметне некоја погрешна слика на луѓе или пак некој напор или пак некоја нелагодност. Сметам дека јас сум многу поблага со оглед на тоа што пред се сум женско и имам доста вознијак во себе. Не можам да го побијам вознијакот во себе. Сакам да творам, сакам да бидам иноватор, но сакам таа иновација општеството да биде спремно да ја прифати и да ја му помогне, затоа што доколку иновацијата е така само ставена под тепих, општеството нема да има бенефит. Јас сум во научната сфера, делам простор со научната фила, затоа што сметам дека ова општество може да биде многу подобро само кроз наука и дека мојот потенцијал и интелект најдобро може да се искористи доколку јас вложувам во наука, доколку јас реално и практично помогнам на ова општество или на овој свет да биде подобар со решавање на многу проблеми. Нема еден, туку има 101 во наука. И со самото тоа форсирање на таа наука и со форсирање на твојот потенцијал или на твоето различно гледиште, кога ќе решиш некој проблем, улеснуваш живот на многу луѓе. И тоа ми е многу инспиративно и тоа е во кое што сакам да вложувам или да се насочам.
Затоа е одбрав на не е една технологијата. конкретна Не е област, конкретна област. туку како ќе ти доаѓа во твојот развој, кога ќе ти доаѓа проблемот пред тебе, решаваш, тргаш на страна и идеш на следниот. Така. Не фокусирање, развивање на една структура, не знам, оперативен систем и од тоа правиш нешто како што, например, Бил Гейтс. Нема му беше главниот фокус оперативен систем и така натаму. Значи, овдека ти збориш сосема поинаку. Било што ќе ти дојде под твојот радар, тој проблем, решавање, Сепак не можеме да идење гледаме така обширно. Мора да бидеме малце поконцентрирани, да го знаеме патот. Мене двете дипломи ми водат кон една трета, што ќе ме води напред во животот. Јас сепак имам нека ограничена сфера на функционирање. Фала И сега, Богу. каде ќе видам јас поставена во таа сфера, каде најмногу ќе се пронајдам, допрва доаѓа затоа што сепак имам само 22 години. Се уште Што треба да се пронаоѓам и се уште треба да ја зацртам таа права цел. Јас имам некои цели замислени, но сепак тоа треба да се оствари со сигурни чекори. Ако не вложуваш во сигурни чекори, тогаш ќе бидеш изгубен, ќе луташ. Мора да знаеш што сакаш и кај сакаш да бидеш. Беше во нас. Така. На почеток на разговорот. Ке те вратам. Избореше колку си се фасцинирала, какви феноменални работи и така натаму и така натаму. Командниот модул, ја видовме фотографијата, влезе во скафандер. Колку се вришти во тебе, внатрешното твое ја, дека таму треба да си? Да бидам искрена, сите деца сонуваат да се астронаути. Да го видат светот од орбита. Аха, ама не знаат колку алгебра, геометрија, аритметика нема и физика врска треба тоа. да знаеш. Самото тоа што треба многу мускулна маса и што треба многу телесни предиспозиции и да имаш flight тех часови и да знаеш како да леташ првично, представува проблем. Да не зборам за зрачење. Јас си го сакам делот на лабораторија, јас си го сакам делот каде што јас ќе можам да работам на хардверот, на шатлот, на што е да ми биде идната кариера, каде што ќе се пронајдам да го работам тоа во потивка и помирна околност која што ќе ме исполни, каде што ќе можам јас да барам иновации. Не мора секој да биде астронаут. Што е предизвикот технолошки сега во моментов во овие истражувања? Еве, све е насочено дека треба да идеме на Марс. Така. Иако влеговме во една страшна мега светска скепса дека воопшто сме биле на месечината, што не би било лошо едно слетување на месечината да го видиме повторно. Луѓето некако викаат зошто не одите пак. Да. Но за тоа треба да размислат дека има многу ресурси, а месечината е веќе видена и ако не можеме да треба многу да се вложи за да се направи таква мисија, треба многу огромен буџет, многу големи подготовки, многу тестирања, многу вложување, а више е видено, више е испитано, немаме голем бенефит. Се работи за испитување на нови планети, на планети што се потенцијални за човештвото и каде што мора да отиде, не може само Марс. Така. Европа. Добро, и што се предизвиците хардверски, да речеме? Велиш дека хардверот е доста како инженер, дека е хардверот новите материјали. Што се новите предизвици сега? Како аероспейс инженер и како инженер на материјали, јас би сакала најмногу да работам во сектор што ќе ги развива тие материјали. Да се направат што полесни материјали, што поиздржливи и што поекономични. Да се има таква некоја спојка каде што ќе може да се дозволат да бидат многу корисни, да бидат флексибилни, а сепак да бидат цврсти. Тоа се едни од најголемите предизвици, нормално смарт клодинг, подобрување на самата облека на астронаутот. Може во секој сектор да има надоградба, не само во мојот, зависи на кои материјали ќе се насочиш, дали ќе работиш материјали во внатрешност, надворешност, зависи. Се уште си го немам зацртано тој дел. А што вака интимно лично те интересира, онака као daydreaming, као занес оделото, внатрешно изолацијата на оделото, смалување на оделото, да бидеш космонаута облечен како тебе, само скафандер. Така. Зборам за тенки материјали кои се многу отпорни. Дали нанотехнологијата до каде е отидено? Дали веќе се надзираат границите или сметаш дека е завесата допрва крената и чуда треба? Сметам дека треба допрва да се вложува и затоа сме овие нови кадри кои што ќе развиваат таа наука, затоа што сега е таа начната и допрва ќе има поголем подем. Има многу големи потенцијали и затоа постои. Сега како Daydream јас би издвоила дека
би сакала да им го олеснам животот на астронаутите, квалитетот. не сум фокусирана толку на скафандарот или на погледот, колку тоа што кога ќе ги видам како се мачат за некои основни работи, на пример како да се напиеш вода или како кога плачеш солзата ти останува како вода под очите и не можеш да избришеш ни оде ни горе ни долу. Такви некои проблеми, такви некои базични проблеми каде што ќе имате еден покомотен живот, нели, и нормално радиацијата како да се има поздрав пресвет таму. Ајде ова да збориме за гравитацијата. Често пати во меѓународната селенска станица навистина е проблем бидејќи нема гравитација. Така. Зошто? Што е проблемот да се направи модул кој ќе може да ротира и со тоа да предизвика колку толку некаква гравитација која многу ќе го олесни животот на бидејќи нели коските они мора да трчаат секојдневно заради губење на калциумот и сето тоа. Што е предизвикот, челенџот? Според тебе, не знам колку си Има ти многу дошло тешкоти. Има многу потешкоти за било што. Нели мора да се биде најпрво најекономично и да се задоволи буџет, ама и да се задоволи стандард. На месечината луѓето беа пратени со технологија не појако од еден смартфон. Со таква технологија беа на Смартфон е измислено, калкулатор. Така. Добро, сега да речеме. Значи можеме да отидеме сега на целава технологија, нам ни е проблем повторно да отидеме на месечина. Се работи за Затоа буџети, тешко се ги работи купувам. за многу напредни технологии што се уште не се тестирани. Не можеш ништо несигурно да пратиш, мора да е многу добро функционално, па отпосле да се развива. НАСА ако вака продолжи, Елон Маск и мафта од Марс. Озбилно, приватните малце похрабро делуваат очигледно. Но добро, тоа е веќе Делуваат и една се многу дебата. инспиративни, но сепак има нели проблеми со компанијата. Елон Секако. Маск почна малце пат да има на Да, негово поле. Чекај да ја видиш новата кола негова, па ќе видиш што ќе биде циркусот. Си имам возено во Тесла S. Да. Имаме еден овдека. Многу Пипи. фасцинантно. Пилотот. Да. Нели, автономно движење и така натаму. Не си софтвераш, инаку сигурно би Така, требало не да сум софтвераш. да Повеќе да, да хардвераш. разговараме. Инаку да, ме интересира, сакам да се чепнам, ама не до толку. Добро, со зборевме за ова и сега ме интересираше кога велиш принтерот го спомнавме, тоа е една од најосновните работи. Дали со принтерот и со наноматеријалите, новите материјали кои се потребни, например ќе биде потребно во дадена ситуација с големена радиација, дали тие наноматеријали можат да помогнат па да се испринта одредено и така натаму, Така. се скршил визирот, нема резервен дел или што ти ја знам се исклучува. Дали постои начин да ги Дефинитивно- да им спакуваш една вреќа? Нели? Дефинитивно На се бродот. перспективни и аспиративни материјали и ти кажав дека со самиот развој ќе имаме многу поголем бенефит. Затоа сме потребни инженери како што сме ние нормално, што ќе имат истражувачка дејност на такво поле, што ќе ги истражуваат и што ќе ги развиваат. Сега ветуваат многу и се очекува од нив многу. Многу студенти и многу луѓе што се пријавиле на спесот на надпреварите како што ги пратев технички, имаа више поим што е наноматеријал, како може да се развие, во кој подем иде, кои се постоечки и како ги применуваат со некои футуристички идеи. Сега проблемот е што сепак има скапи лаборатории, скапо е да се изработи, се уште не е тоа мејнстрим. Значи не е проблем нешто да дојдеме туку цената на чинење нешто. И не е само цената на чинење, според мене се работи за многу едно влијание на општеството. Нели имавме година на полимери каде што нагло се вложуваше во полимери. Па владите финансира институти за полимери, особено на поголемите универзитети. Така има секоја доба каде што нешто прави бум на голема база и тогаш можеш да добиеш финансии за да ги развиваш. Кога ќе се уништат тие финансии или кога ќе се више експлоатира до крај, стигнува. Мора да се има првично буџет, волја, кадри, мора да се има убава структура на влијание за да може нешто да се развие или да биде иновативно. Годинава ќе го завршиш факултетот? Се надевам. Ше колку испита ти имаш? Немам пресметано. Не знам, имам уште неколку, ништо страшно.
Ќе појдам дома, ќе проверам и ќе ти кажам. Еве, Јанко, Отприлика имам толку и 1, толку 2, положено. 3, Не, имам повеќе, 5, имам 6, 7-8 така нешто. 7-8. Така. Што значи пренапорно би ти било. Мислиш малку да олабавиш сега, па у Ќе видам наредните 2 како години? ми е ментално. Менталното Добро. здравје да си го зачувам. Така. Ако Браво. можам да го isforsирам и да го истуркам, ќе дадам се од себе и ќе пробам. Муабетот ми е што од толку многу вложување, од толку многу обврски, не ќе да се разочарам, да си речем можев повеќе, ама бев истоштена. Не, Сакам готово. малце да биде Сватено. по добро организирано и да достигнам поголеми резултати, бидејќи после сите напори мора да имаш барем малку одмор и да знаеш како да имаш еден чекор назад, да размислиш што е добриот, најдобриот чекор и најздравиот за себе пред себе, бидејќи ако почнам вака како што сум до сега, ако продолжам, јас имав проблеми и со спиење, и со здравје, и со се, ќе го уништам скроз на скрз. Може да се има барем до негде квалитетен живот. Што ќе направиш кога ќе завршиш факултет? Ќе си барам работа. Одма бараш работа, не идеш, например, пат околу светот? Сакам малце да прошетам, да имам некоја надворешна пракса за да одморам. Мислам дека нема да одам одма на мастерс или на тие и доктор студии. Сакам малце да одморам, да си ги видам до кај ми се некои работи во животот, да си видам како сум на приватен план, да се обновам психофизички, па да продолжам понатаму. Интересна работа. Луѓе како тебе, со таков успех, стана најмлад ментор, човек на годината, помина добро во Америка. Во Америка имаше и настап на национална телевизија, Така. ако не се лажам. Така. Обично такви талентирани луѓе како тебе ги препознаваат и уште пред да завршат факултети им нудат работа. Дали ти имаш такви некои понуди? Еве, моја карта, па која ќе завршиш, јави се у нашата компанија. Имам доста понуди. Аха. Имам многу бизнес карти, имам многу аспиративни луѓе сретната кои што би сакале да соработуваат во нина со мене, не само од македонските компании, туку и од америчките компании. И американските? Нема да ги откривам сите, но имам доста бизнес карти од НАСА, доста контакти од НАСА. Но и од тука. И од тука, да, и од тука. Што значи, кога ќе завршиш факултет, ти ќе бираш кај ќе идеш. Зборам општо, не дека буквално така ќе се... Се надевам, имам доста пракси завршено, летни не пракси. Не се грижиш дека нема да имаш работа или нема да имаш... нема да се грижиш за екзистенција, нема да ти биде проблем, туку проблем ќе ти биде што точно да се усмериш каде да работи. Каде најмногу јас би се пронашла не само како инженер, туку и како личност. Си работела до сега нешто? Само летни пракси. Инаку да, и во средност имам јас работено. Јас не се срамам од никаква работа. Добро. Што кога векаш летни пракси си работела за конкретно компанија, за компанија, така. Мој совет родителски до тебе би бил работи било што. Работи на шанк. Летос. Имам и таму поминато. Имам поминато таква работа. Вулгарно кажувам. Не се грижи. Знаеш, секоја работа е искуство. Така Ама и што... секоја работа те исполнува. Барем имаш работна етика и работна навика. Јас во средно... Не, добро и да не те исполнува. Добро е да осетиш дека не ти е е убаво. дека не е убаво, да. Дека, стварно, ја не сум за овде. Не можам да ве поднесам. Ти се најдеш поднесам. барем по патот, така. Во средно, интересно беше што како проактивна, средно нели стивнуваат сите невладини, нема што да правиш. Иначе да си имав појнели до 2 летни работи. Дали како фотограф на свадби, во некоја фотостудија, затоа што многу ме интересирала фотографијата, или па како шанкер што прави коктели. Или пак некаде во кујна. Секогаш сум сакала да пробам нешто ново, и со тоа да си го збогатам искуството, за утре да си бидам комплетна, да си направам и коктел, и јадење, да си направам фотосесија. Значи, имаш дечко, одлично ти иде факултетот, немаш многу време за забава и таа, ама и тоа ќе ти дојде. Имам за тоа, кога ќе треба, кога ќе има одмор. Немаш проблем со тоа каква ќе ти биде екзистенцијата, туку од каде ќе ти биде екзистенцијата, па прилично успешно. И се ова го благодариш на што на себе? Менаџирањето, со собственото време? Прво упорноста и истрајноста. Упорност и истрајност. Ова се пораки до младите кои те гледаат. Упорноста и истрајноста најчесто, дисциплината, обавезна дисциплина. Што кога се, ама све ова го имам слушнато од многу луѓе.
Знаеш, и мене као празно. Така. Треба да бидеш упорен, треба да загрееш тоа и така Но натаму. тоа е вистината, тоа не е лага, Ама тоа е така, така, тоа е факт. Туку што се прави бидејќи кога ќе паднеш, бидејќи секому му паѓа и Јасно. фокус. Не можам да работам. Што во тие моменти правиш? Каде е твојот одскок, бидејќи сите имаат волја и сите ќе седнат, И па ама ќе јаден. паднат. Како стануваш? Како успеваш да го надминеш тој демон? Во Тоа себе е што- чиста демонологија, така. кој се вика, најстрашниот демон се вика мрза. Ај, не можам више, чекај, дај пушти филм некој да ужива малце нешто, да паса мозок. Јас како научник секогаш сакам да размислувам рационално и објективно. И причките да ги гледам како нешто што те усмирува во друга насока, како нешто што треба да го смениш или да го промениш во себе првично. Првично кон себе да си покажеш прст, а после кон останатите за да може да се подобриш и да имаш подобар квалитет на живот, на себе си, на размислување, на труд. Мора да имаш толеранција, дефинитивно. Не секој ќе ти го олесни патот, има и такви што ќе те паѓаат, но кога ќе те паднат треба сам да станеш, ама да станеш посилен. И тоа е многу тешко, особено ментално. Јас сум личност која што имала премногу падови на секое ниво. Иако сум толку млада, сум доживеала многу лоши ситуации, особено, не знам, не кариерни, туку семејни загуби, драги личности, проблеми на секаде, особено проблеми со Тоа се менеджмент. вика живот. Така. Мора да знаеш како да научиш да живееш и како да се бориш, затоа што не можеш да паднеш и после да не ќе да станеш, затоа што така си веќе мртов. И никого не обвинуваш. Никого не фали. Не ти е крива државата, не ти е крива партија, не ти е криво ова или она. Едноставно, како викаш, прво прстот го себе си. Каде сгрешив? Имаш ли, добро, кога луѓе се суетни и тешко сакаат да признаат дека негде сгрешили и дека е тоа нивна вина. И обично бараат, Јанко е крив, таа партија е крива, државата е крива. Ти не се занимаваш со тоа. Најлесно е да обвиниш некој друг. Најтешко е да се обвиниш себе си. Затоа што има его, нели има суета, сакаш да си во право, ама најмногу ќе успееш ако тргнеш од самокритичност. Луѓето што ги сакам, јас најмногу ги критикувам затоа што сакам да се поуспешни од мене, сакам да се гордеам со нив. Ама јас кога ќе легнам да спиам, Јанко, јас 2 сата не можам да заспиам затоа што мојот морал мене ме јаде, ме јаде. Мене никој не ми е крив освен самата себе си. Јас секогаш си викам, можеби ако се постави во оваа ситуација поинаку, немаше да имам ваков проблем или со оваа личност ќе бе во подобри односи или секогаш се тргам од себе. Не ќе да бидам таква личност што обвинува луѓе, туку сакам да бидам онаква луѓе што ги воскрева, што им дава наде, што им дава не знам љубов, поддршка, супорт, што им кажува дека колку и да се несовршени, може да бидат совршени и дека може да се сменат до некој степен. Доколку сами сакаат. Тоа е единствениот совет што можам да им го дадам. Мартина, ја ти благодарам за гостувањето. Ти благодарам што беше инспиративна и навистина се трудеше и да збориш многу и да кажеш многу и тоа го сваќам како личен комплимент. Драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се за вечерва. Емисијата на YouTube ќе биде поставена за 1 сат, 1 до 2 часа, колку ќе ми треба време. Со тоа што навистина ретко имам прилика со непозната личност да ја запознам во теков на емисија. Една шармантна дама со мила звезда и сметам дека може во иднина да биде една од клучните личности на оваа држава и на оваа земја, дека овој народ, овие луѓе ни фалат сега поединци со голем одскок, како спортски, научен, културен, за наша дефинитивна дефиниција. Многу важни ни се луѓе како Мартина да имаат личен успех, затоа што нивниот личен успех може спектакуларно да се одрази на сите наши животи. Ако една компанија за телефон дигне една цела нација како Nokia финска, која има претходно само која направија, ако не си знаела, Nokia е направена од 3 фабрики. Фабрика за мебел, фабрика за бакарни кабли и фабрика за пилана. И сега прават се што и Nokia и Siemens, така што прават во сите што сектори ние ја бараме нашата нафта, ние ја бараме нашата нафта и мислам дека
Ти си тоа. А ти си научник менаџер. Ти благодарам, Јанко. Фала ти уште еднаш. Ти благодарам да се заблагодарам до сите гледачи, да се извинам на некои дътки и грешки што ги направив од умор, се случува. Се надевам дека има толеранција. Нема потреба. Се е во ред. Не треба да се благодарам на правдаш. поканата. Ти благодарам и тебе. Драги мои пријатели и пријателки, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Утре специјално издание од 16 до 24 часот ќе одиме во живо овдека. Инаугурацијата на американскиот претседател ќе ја следиме, ама во јади бурек стил. Пријатно.